Оваа тема имам проповедано кај нас можеби негде околу пред 6-7 години. И кога размислував, што да проповедам, што да биде така за полезно, за охрабрување, се одлучив пак оваа тема, втор пат ќе ја проповедам, ама не на оваа публика, не тука. И така имам доста истражувано на оваа тема и Господ ми стави на срце подлабоко да навлезам. И кога проповедав оваа порака кај нас во црква, многу луѓе отпосле дојдоа ми рекоа за ова прв пат слушам. После извесен период, средите, бидејќи јас сум средите кај нас молитвените и библиските часови ги водам, пробав да разглобам така како мини серијал и се отвори така убава дискусија, доста размислување и увидов дека многу луѓето прочитале, ама не имаат размислувано конкретно на оваа тема, на овие стихови, на конкретно се збори за еднината. И тоа ме потикна уште повеќе така да истражувам, уште повеќе со жар да ја проповедам оваа тема. Се надам нема тука застане, туку и на други места ќе ја проповедам. А тоа е за 5 венци. Само може би ги рече од кај 5 венци, са кои се тие 5, зашо 5? 5 венци кои што се спомнати во Светото писмо, во Новиот Завет. И сега ќе дадам зошто, од кај почнав да размислам на оваа тема. Неодамна гледав серијал за круни, за венци, што од каде потекнуваат, зошто, како. Ова не го знаев тогаш кога проповедав, ама пред известно време во каква форма се круните, венците, зошто служат, нели, кој може да ги носи, кој не може, зошто се даваат и така натака. И почнав, си го споив тоа што и тогаш го проповедав и сега во смисол дека па тоа е тоа уствари. Тоа е тоа. Кој може да носи венец, кој може да носи круни, зошто? И ако читаме во Светото писмо, имаме стихови, специфични записи кои што се конкретно за оваа тематика. За венци, за круни. Ја ќе се задржам повеќе на венците, има разлика помеѓу круни и венец. И тоа е нешто што, да почнам од крајот, што секој верник би требало да прими таква награда на небесата. Кога ќе се сретне лице во лице со својот Спасител. И тоа всушност една награда, почест за верникот кој што каков живот живел тука на земјата. И сега да го свртам малце небесното со земното. Ќе почнам од тука. Значи, факт е дека овде на земјата, додека живееме, додека функционираме, додека твориме, се здобиваме со разни признања. Почести, награди, дипломи, сертификати, медали и така натака. Тоа е факт. Може би од тука луѓе добиле. Ја имам добиено на спортски план доста медали. И си ги чувам тамо на едно купче, си имам пехари, медали, ствари. И така, се подсетувам, нели, кога сум добил награда. Ама и сум добил и сертификати, и дипломи, и од тука луѓе добиле, верувам. И тоа е, нели, се убаво. Така, чувството е убаво, ќе добиеш признание, медалја, било што, чувството е убаво, се чувствуваш така испочитуван, важен, си постигнал некаков резултат, имаш некаква заслуга. И тоа е се супер. Личноста се подига малце. И сега го сврдиме со небесното. Нели, земното е тука, тоа толку ќе згасне. Како јас размислам за каква почест јас ќе добиам на небесата? Каква награда јас ќе добиам на небесата? Дали ќе добиам? Нема да добиам. Ме чека ли некаква награда? Факт е дека кога читаме во Божјото Слово, секој еден од нас, секој еден кој што поверувал искрено во Исуса Христа, за свој Спасител, ја прима најголемата заслуга, а тоа е вечниот живот. Што е факт. Но не треба тоа да не остави рамнодушни дека да, јас поверував, се покајав, го следам Исус Христос, го доби вечниот живот, па ќе си терам сега така. Ќе си жубуркам низ животот. Не. Вечниот живот е најголемата заслуга што може нели да се доби. Меѓутоа, ако се остане само на тоа да јас го имам вечниот живот, го примив Христос за свој Спасител, можам да останам на статус кво.
што ќе ме мотивира мене повеќе да придонесам и да добијам некаква награда на небесата која што е пишано во Божјото Слово. И убаво е, нели, како верници, како христијани да размислуваме за тоа што е вечно, за тоа што нуѓе на вечна перспектива. Не само тук. Дипломите, сертификатите, рекордите ќе згаснат, друг ќе ги надмине. Меѓутоа, оно што ќе остане вечно, покрај вечниот живот, ќе биде таа вечна награда која што ќе се прими на небесата. И сега ќе почнам од Евангелие според Матеј 6 глава 19 и 20 стих, каде што еден фокус и на перспектива ќе ни даде, а тоа е што Исус Христос вели: не собирајте си богатства на земјата, каде што молецот и рилјата ги уништуваат и каде што крадци ги подкопуваат и крадат. Туку собирајте си богатство на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги уништува и каде што крадци не подкопуваат и крадат. Ево, нека биде еден почетен стих за размислување. Кон што треба ние да се фокусираме? Кон небесното, вели Исус Христос. Исто така апостолот Павле во неговото послание, Колошаните 3 глава 1 и 2 стих вели: и така ако воскреснавте со Христа, барете го на што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислете за она што е горе, не за она што е на земјата. Еве два стиха. Исус Христос и апостолот Павле, каде што ни давате на перспектива кон што треба да се стремиме и каде треба да размислуваме. Каде да ги насочиме мислите. Не на земното, на небесното, на оно што дава една друга перспектива. И ние треба да се стремиме и да мислиме за оно што е вечно, за оно што е нераспадливо, за оно што го имаме, ќе го добиеме како вечна слава со нашиот Господ и Спасител Исус Христос, и за оно што оние кои што го љубат со искрено срце. Да ги насочиме на нашите мисли, нашето размислување, енергија за тоа, за таа перспектива. Наградата, односно круната, венецот, кој што го има како записи во Божјото Слово, јас ќе се осврнам повеќе на оние 5 кои што се запишани во Новиот Завет, меѓутоа ќе прошараме малце низ стиховите. Тоа треба да ни биде еден најголем дострел и стремеж. Тие 5 венци кои што ќе ги кажам. Вечниот живот, да, го добиваме. Меѓутоа, треба да има и друг некој дострел за јас да бидам што повеќе да придонесам за Божјото царство, што повеќе да инвестирам во Божјото царство. Имено зборот венец, јас го носам тоа име, Стефан, потекнува од тоа, Стефанос, старогрчки збор, и Стефан, нели, е тоа име, каде што е символика за венец како награда. Меѓутоа, ова зборче се спомнува 18 пати во Новиот Завет, додека во Стариот Завет, ако идеме, иначе само да кажам дека ова зборче, контекстот е конкретно за награда. И ако видиме дека на Олимпијадата, покрај медалите што ги добиваат, нели прво, второ, трето место, им стават и венци на главата, потекнува од тук, од тоа зборче. Венец како символ за награда. Нели, дават и медали, да, ама дават и венец на Олимпијадите. И баш такво значење има. Награда. Во Стариот Завет пак, круна и венец, доаѓа од зборчето атара, еврејско зборче, но има друг контекст и друга содржина, старозаветно ако гледаме. Таму е повеќе во еврејскиот збор, повеќе во содржината има како акцентот е ставен на највисока почит, на највисок орден, како некоја позиција или функција. Погледаме дека царевите во тоа време им ставале круни, им ставале венци, меѓутоа не како награда, туку како почест, како заслуга, како титула. И тука е таа разлика. Тука е таа разлика. И јас ќе се насочам кон ова зборче Стефанос, каде што
повеќе ќе кажам таму, меѓутоа, ако го истражуваме тоа зборче старозаветно Атара, се употребува во 2 Самуел, во псалмите многу, во Естира, но зборот венец, бидејќи ова зборче претежно оди во насока кон круна, меѓутоа зборот венец најзастапен во Стариот Завет е во Изреки. И ќе прочитам неколку од таму стихови кои што даваат една символика и компарација. Например, внучињата се венец на старците, а синовите слава на нивните татковци. Изреки 17:6. Седите коси се венец на слава, се ноѓаат на патот на правдата. Изреки 16:31. Добродетелната жена е венец на својот маж, а срамотната е гнилеш во неговите коски. Изреки 12:4. Неколку стихови, меѓутоа во Изреки има многу стихови. Меѓутоа полека ве носам натака кон Новиот Завет баш за тие венци. Кажав дека тоа треба да биде дострел како за награда во идниот, вечниот живот. Но секако дека ние треба да дадеме допринос и за тоа има и награда. Бидејќи Бог кога го создава човекот, па навака знаеме дека во гените ние да успееме, да се надпреваруваме. И тоа е некако таа споредба, ние во гените, дали во позитивна или во негативна насока, тука е. Некако некој поприродно може да се надпреварува од друг, не зборам само за спорт, во било што. Например, ќе видиме некој добар говорник, дај како ја да бидам сега таков. Значи, он има некаков надпревар. Или во други, не знам, кола купил некој, па ја чека подобра да купам, или телефон. Се е некако надпревар. И може би не случајно, нема случајност кај Бог, го дава тој контекст венец како награда, како надпревар. Во позитивен контекст да се надпреваруваме за придонес во Божјото царство. Тие 5 венци во Новиот Завет се венец на животот. 1. Запишан во Јаков 1 глава 12 стих и во Откровение 2 глава 10 стих. Вториот е венец на правдата. 2 Тимотеј 4:8. Венец на славата. 1 Петар 5:4. Ќе ги објасниме повеќе. Венец на радоста. 1 Солунците 2:19 и Филипјаните 4:1. И венец на нераспадливост. 1 Коринтијаните 9:25. Тие 5 венци се опишани во Новиот Завет како нешто што награда која што ќе не чека во небесното царство, во оној живот после тук. Ќе почнам со венецот на правдата. Сака ли некој да го прочита? Венец на правда, 2 Тимотеј 4:8. Сега натаму ми е подготвен венецот на праведноста, што ќе ми го даде во оној ден Господ праведниот судија. И не само мене, туку и на сите кои го засака неговото јавување. Венецот на правдата или праведноста. Тој е венец, според моје верување и истражување, каде што ќе биде доделен на секој еден кој што се стремел за праведен живот и за правда овде на земјата. Секој еден кој што сакал правда, сакал праведност, се стремел, се борел. Не ја сакал, не бил љубител на неправдата, туку се стремел кон правдата. Тоа што е праведно, тоа што е запишано во Божјото Слово за правда и за праведност. Но не само со зборови, туку и со дела.
каде што се стремеле кон праведност, потикнувале луѓе да се стремат кон праведност, ја сакале, биле љубители на правдата. Со своите дела, со своите навики, со своите зборови, со сето свое битие се стремеле кон праведност. И тоа е за оние луѓе кои со огромно нетрпение, баш бидејќи поради правдата, со огромно нетрпение и жар го чекаат второто Христово доаѓање. Тој венец е наменет за тие луѓе. А тоа ќе го даде како награда Бог, бидејќи тој ги познава нашите срца. Ќе биде доделена лично од Спасителот Исус Христос. Венец, награда, оние кои што љубат правдата, оние кои што се застапуваат за правдата, оние кои што не сакаат неправедност. Венецот на радост. Прво Солунците 2:19 може да прочита некој. Конечно, што ни дава надеж и радост, со каков венец ние ќе се гордееме. Тоа сте вие, кога нашиот Господ Исус повторно ќе дојде, ние со вас ќе се гордееме, ќе се радуваме. Венецот на радост е тука спомнат. Тој венец на радоста ќе биде доделен на оние кои верно доведуваат други луѓе до Христос, кои го проповедаат Евангелието храбро и јасно, кои што души се спасуваат, Бог ги спасува душите, меѓутоа овие луѓе пристапиле смело и храбро во проповедање на Евангелието. Оваа категорија на луѓе ќе добие таа награда од Исус Христос лично. Сите кажуваме нели за Бога, сите евангелизираме. Но факт е дека има луѓе кои што живот и даваат за Евангелието. Факт е дека храбро, смело, цврсто одат во некои средини каде што е забрането. И венецот на радост е наменет токму за овие луѓе, како награда за тоа што овде на земјата го правеле како допринос за Божјото царство. Смело и храбро проповедале, смело и храбро евангелизирале. Венецот на славата. Прво Петар 5:4 може некој да прочита. И кога ќе се појави над пастирот, ќе примите круна на слава, што не вели. Овој венец на слава е наменет за посебна категорија на луѓе. Тоа се пастири, старешини, кои што им е доверена специфична служба. Каде што им се доверени луѓе да духовно ги водат, духовно ги хранат. Каде што им се доверени луѓе, односно Божјо стадо, каде што треба да се грижат и праведно да постапуваат. Овој венец на слава е наменет токму за таква категорија на луѓе, каде што Бог ги избрал таквите луѓе, ги поставил на такви служби, пастири, старешини, кои што и од нив ќе се бара и многу повеќе за тоа што им е доверено. Но таквиот венец ќе го примат баш таа категорија на луѓе. Пастири, старешини, кои што им се доверени луѓе и каде што ќе се бара отчет како раководеле и што правеле. И затоа таа награда е наменета токму за нив. Венец на слава. Понатака венец на животот. Може да прочита некој Јаков 1:12. Благословен оној човек што и покрај искушенијата низ кои минува станува верен.
откако ќе го помине испитот, Бог ќе го награди со вечен живот, како што им вети на сите што го сакаат. Венец на живот ќе биде наменет за оние кои што овде на земјата поминале тешки мигови. Турбулентен живот, страдања, прогонство, болести. Тој венец на живот е наменет за таква категорија на луѓе, кои што на земјата, е условно кажано, живееле потежок живот од други во било која форма. Болести, страдања, несреќи, тешкоти. Но останале верни на Бога. И тој венец на живот е наменет за таква категорија на верници, кои што и покрај тешкиот живот овде, од оваа страна каде што сме сега, истраеле, истрпиле, ги поднеле страдањата, поднеле потешкоти, турбуленции, тежок живот, но останале верни на Бога и Бог таквите ќе ги награди. Бог за таквите има приготвено венец кој што лично ќе им го даде. Јас знам лично такви луѓе кои што тежок живот. Верници се да, меѓутоа несреќа по несреќа, несреќа по несреќа, зло до зло поминуваат. И нели тешко е тоа кога ќе се каже, тешко е тоа да се издржи, тешко е тоа да се живее, но знаеме која е нашата надеж, знаеме кон што целиме. Знаеме дека Бог ќе го награди и пишано дека на таквите им дава венец на живот. Бидејќи лесно може да се откажат. Лесно може да се откажат поради тоа што животот им го нуди. Меѓутоа перспективата како почнав и на почеток. Барете го оно што е горе, не овде на земјата. И токму тоа е наградата. Венецот на животот, на оние кои што поминуваат тежок пат овде на земјата. И последниот е венецот на нераспадливост или нераспадливиот венец. Тоа е запишан во 1 Коринтијаните 9:25. Може некој да го прочита? Секој атлетичар се одрекува од многу нешта за да добие награда што нема долго да вреди, а нашата награда вечно ќе вреди. Така, во друг превод вели едни добиваат распадлив венец, во друг нераспадлив венец, во тој контекст е за награда, нели? Тука сме. Нераспадливиот венец е доверен за оние христијани кои што верно ја трчаат трката на земјата. Кои што имаат искушенија, не потклекнуваат или ќе потклекнат во моментот, меѓутоа се враќаат на правиот пат, не оставаат злото да ги надвлади, да ги води, се насочуваат целосно кон Бога. Преку пост, преку молитва, се држат многу близко до Бога и се пример за нас. Таквите верници претежно и се во целосно посветена служба на Бога. Проповедници, евангелизатори, мисионери, кои што целиот свој живот го посветуваат на Бога. Не одат по друг пат, туку целосно се насочени со се што имаат кон Бога. И таквите верници ќе го добијат нераспадливиот венец, кој што директно ќе биде даден од Бога. Трчат и се стремаат кон Бога. Може би оставили удобствено на земјата во овој живот, а им можеле да имаат, но се посветиле во целосна служба и мисија за Бога. Тие се тие 5 венци кои што така може би сме прочитале, може би сме прошле низ словото, меѓутоа не сме ги процениле така како 5 категории на венци. Јас не сум истражил и не знам дали тоа ќе биде како еден венец, 5 одеднаш или како ќе биде. Не знам дали некој би знаел тука. Може би ќе ни биде откриено од другата страна. Меѓутоа факт е дека тоа е награда. И сега ние помеѓу нас можеме да видиме каде сме според ова. Нели? Има 5 различни категории. Каде сме?
Или па знаеме луѓе кој каде е. Често пати јас кога си ги повторувам или кога ги читам, овие одма ми доаѓаат некои слики, овој се надевам дека ќе го добие овој венец, бидејќи знам каков живот живеел. Другиот ќе го добие овој, бидејќи се посветил целосно на Бога. И тоа ни дава една мотивација плюс и ние да трчаме кон таа награда. Бог ветил награда за секој. Првенствено, како што кажав, вечниот живот. Тоа е најголемата награда што може верник да ја добие. Но покрај тоа има плюс. Сведоци сме дека има луѓе кои што масовно довеле многу други луѓе до Христос. Сведоци сме. Тие ќе бидат наградени од Бога, нели? Бог нема да ги остави така. Но тоа е поттик за нас, дека и ние можеме, дека и ние имаме капацитет тоа да го направиме. Некој пат кога ни е тешко, поминуваме низ турбулентен период, да се сетиме на овој венец кој што таквите ќе го добијат, кои што целиот живот тука го поминуваат во несреќа, во тага, во тешкоти. Да не одиме во насока на завист, овој можеби 4 ќе добие, можеби ни еден. Не, туку ово е поттик и за нас да се држиме цврсто до Христа. Оние кои што се љубители на правда, да бидеме такви и ние. Оние кои што не се откажале од Христа во тешки моменти, поттик за нас плюс. Оние кои што Бог ги повикал во служба, кои што животот го даваат, служат, да биде поттик за нас дека и ние можеме тоа да го направиме. Но најважно од се дека Исус Христос го има најголемиот венец и најголемата круна. И тоа е опишано во Откровение, на крај ќе завршам со тој стих. Тоа нека ни биде најголем поттик. Нема да биде венецот јас колку сум направил. Туку колку Бог ме награди. Во тој контекст е венецот, бидејќи Исус Христос ќе има најубавата и најголемата круна. Но додека беше Исус Христос на земјата, па ќе вртам небесно и земно, Исус Христос имаше венец земјен. Пред да го заковаат на крстот, му ставија трнли венец на главата. Тој беше символ за срам, за болка, за подсмев и венец на смрт. Каде што на крстот со таков венец Исус Христос умре. Но онаа круна, оној венец кој што Исус Христос, кој ќе го видиме лице во лице, која што ќе ја има, ќе биде венец или круна на слава, на сила, на чест, каде што сите ќе му се поклонат. Откровение 4, може некој да прочита, ствари јас ќе прочитам. И прочитам стиховите 4, 10 и 11. Ова се збори, визијата на Божественото величество. И околу престолот имаше 24 престоли, а на престолите видов 24 седнати старешени, облечени во бели облеки, а на главите има златни круни. 10 и 11 стих. 24 старешини паѓаат пред оној кој седи на престолот и му се поклонуваат на оној кој живее во вечни векови и ќе ги положуваат своите круни пред престолот велејќи: достоен си, Господи Боже наш, да ја примиш славата и честа и силата, зашто Ти си создал се и заради Твојата волја суштествува се и е создадено. Исус Христос ја прима славата и честа. Во овие стихови гледаме дека се положуваат пред Бога, пред Христос, во знак на почит. Меѓутоа, Исус Христос е оној кој што го има најблескавиот венец и најблескавата круна.
бидејќи на секој еден кој што ќе прими ваков венец, доаѓа до јасно дека е Божјо создание и дека Бог, Исус Христос, му го дава венецот како награда. Тука ќе завршам, се надевам дека еден поттик и едно охрабрување да секој еден од нас се стреми кон таква награда. Секој еден да не остане рамнодушен, да, јас си доаѓам во црква, добив вечен живот, супер ми е, туку поттик плюс. Поттик плюс. Секој живее уникатен живот. Не знаеме животот што носи. Не знаеме во какви ситуации ќе бидеме. Но Бог ветил награда. И Бог кога ветува, тоа го остварува. Неговите ветувања се вистините и се вечни. Едни од тие вистини е дека секој еден добива награда. Но има, нели, неколку услови поради што ќе ја прими таа награда. Да му останеме верни на Бога, да му останеме послушни на Бога, да бидеме праведни, да кажуваме на другите за Христос, да евангелизираме. Оние кои што се во полно време на мисија, уште повеќе да го разговоруваат духот за Христос, да доведуваат други до Христос. Оние кои што се пастири, старешини, тоа што им е доверено, како што вели апостолот Петар, грижливо да се грижа за стадото. Како жртва. И Бог сето тоа нека го награди. Ке се помолам. Господи Боже, Татко наш, доаѓаме пред Тебе и Ти благодариме за Твоето Слово. Ти благодариме за тоа што Ти си вечен Бог. Благодариме за тоа што Ти ни се објавуваш, за тоа што можеме преку Светото Слово да Те спознаваме кој си, каков си, која е Твојата намера. Јас се молам да Ти работиш во нашите срца, Господи. Јас се молам да Ти тргнеш секакво бреме, секаква болка, секаков грев. Туку мислите да ни ги насочиш кон Тебе. Ти си не создал и секој еден го знаеш. Дури влакната на главата ни си изброени од Тебе. Ти знаеш кој ни што поминува во овој земен живот. И Ти знаеш кој и како ќе го наградиш на небесите. Јас те молам еден со друг да се потикнуваме, да допринесеме за Твоето царство. Каде што секој еден ќе слушне реченицата добар и верен слуга. Влези во моето царство. Те молам Ти прослави се во нас и преку нас. Прослави се онаму каде што делуваме, онаму каде што функционираме. Се што правиме нека биде за Твоја слава, а Ти награди го нашиот труд. Во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин.